Една година од војниот конфликт меѓу Русија и Украина, кој што се случи на 24 февруари 2022 година. Во наредните минути ќе направиме една анализа и ќе одговориме на неколку прашања во однос на тоа може ли да се говори за некаков исход од ваквата криза. Гостин во студиото на Македонија наутро е професор доктор Злате Димовски од Факултетот за безбедност Скопје. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро. Благодарам на поканата. Велите гостин сте во емисии, па еве во Македонија наутро, кога има актуелни случувања и има за што да се говори. Генерално во нашата држава постојано има теми од секојдневието кои што се актуелни, но еве најактуелна сега е годишнината од војната криза меѓу Русија и Украина. Неизвестноста е единственото известно нешто. Оваа изрека потекнува уште од времето на Римската империја и всушност најдобро ја опишува состојбата и ситуацијата со која што се соочува светот. Една година од руската инвазија на Украина, 24 февруари 2022 година. Може ли да зборуваме за некаков исход од оваа криза? Ќе се навратам пред една година, баш кога почна првиот напад, бев повикан во студио, не кај вас, во друга телевизија, и дававме едно сопствено видување за тоа што ќе се случува и како ќе се одвива понатаму. И да верувајте дека јас сум умерен оптимист, меѓутоа не сум песимист. И најголемите песимисти, аналитичари, не предвидуваа дека ова ќе оди една година. Сите одевме на онаа солуција на што предвидува и самата теорија за мир, безбедност и за водење на војна, дека најчесто војните конфликти се последното средство, предходно предпоставка е дека се исцрпиле сите дипломатски и останати некакви си преговарања, договарања и така натаму, и тогаш веќе кога нема излез од сето тоа, почнува таа војна, тој конфликт, тоа убивање практично или заземање на територии. И тогаш предвидовме дека ова ќе биде пресметана агресија и во одреден временски период која ќе се постигнат одредени цели, а тоа се цели подобри за која ќе се седне на таа преговарачка маса да има поповолна позиција едниот, оној кој што ќе биде практично подобар или агресорот да го наречеме во тој момент, и дека ќе прекине за многу брзо. Меѓутоа се испостави сосема поинако. Ниту еден не слушнав да го предвиди сето ова дека ќе оди овај конфликт до една година и она што вие го кажувате навистина не можеме непредвидливо е веќе да предвидуваме што понатаму ќе се случи и се она што устоа се носи практично. Имаме веќе и голем број на жртви, имаме заземено голема територија. Од друга страна, значи жртвите, пазете да се ограничам само, жртвите не се само од едната страна, од нападнатиот, него и оне што напаѓа, што е нормална работа. Од друга страна, веќе се исполаризира и светот. Голем дел на државите, или поголемиот дел на државите се свртија веќе против Русија. Понатаму се предизвика и нешто што е веќе и криза. Тоа се кризи во севкупното живење. Тоа е практично онаа криза која што имаме сега во енергетскиот сектор, која што имаме со храна и некои црни сценарија кои што понатаму ни се наметнуваат да ги размислуваме за евентуално и останати некакви си кризи кои што доправа ќе следат. Војната по дефиниција е пораз на човештвото, особено сега во 21. век, кога неуспехот на дипломатските напори и ненаучените лекции од животот се плаќаат и со човечки жртви и лични трагедии. Исходот зависи од многу работи, но можеме ли да дадеме одговор на оваа прашање? Од што зависи исходот на оваа војна криза? Видете, војната во самиот почеток започнува со одредени цели. Има одредени цели и се предпоставува дека кога ќе се постигнат истите, дали тоа е за земање на одредена територија, подобра позиција во преговарање или евентуално постигнување на некакви си други цели, кога ќе ги постигне треба да прекине, барем така по ова што кажувате вие по некоја си дефиниција. Меѓутоа, овде не можеме да предвидиме прво и основно кои се целите. Од друга страна веќе многу фактори се вмешани за да може едноставно да прекине. А од сосема трета страна гледаме дека веќе и оној кој што ја започна војната, практично, ајде да кажеме олицетворение на Русија е Путин, веќе има некакви си сигнали дека сака да преговара. Сега другата страна, нападнатата страна не сака да преговара и навистина доаѓаме во една нејасна ситуација, не можеме да си ги објасниме севкупните тие односи. А кога некој ви нуди да веќе седнете и преговарате, а вие го одбивате, а практично сте нападнати со разрушени градови, со многу лица кои што веќе мигрираа од вашата држава, кога сте погодени од секаков тип на напади кои што ги има и така натаму, исцрпени ви се голем дел на ресурси, не можам да разберам зошто не
не би прифатиле да преговарате. Така да, земајќи ги во вид овие елементи кои што сега ги споменав, а тоа се само многу мал дел од она што можеме да елаборираме, навистина не знам дали некој е во позиција сега да предвиди што понатаму би се случувало. Од почетокот на руската војна против Украина на 24 февруари минатата година, десетици илјади се загинати во оваа војна криза. Инвазијата ја предизвика и неголемата бегалска криза во Европа по Втората светска војна. Еве само неколку податоци: над 8 милиони украинци се внатрешно раселени, околу 8 милиони ја имаат напуштено државата. 5 седмици од почетокот на инвазијата Русија го доживеа исто така неголемото иселување од нејзините граници по Октомвриската револуција во 1917 година. И овде мораме да истакнеме дека Полска стана клучен играч во соочувањето со агресијата со Москва и секако незаменлив партнер на Соединетите Американски држави во регионот, затоа што 7 милиони украинци ја минаа границата и влегоа во Полска. Сега една година подоцна, неколку дена пред одбележување на годишнината од војната криза, ненајавено председателот Бајден пристигна во Киев за да ги нагласи напорите на Соединетите Американски држави, секако да ја пренесе поддршката за Украина. Што значи оваа посета на Бајден во Украина? Споменавте ненајавена. Да. Сигурно дека во време на војна, во услови кога може се и се што да се случи со тоа што со неговото доаѓање практично на еден лидер на една светска сила, сигурно дека нема да биде најавена, тоа ќе се чува во најголема конспирација. И еве тоа се случи, дојде им даде поддршка, фактички тоа е голема морална поддршка за нив, настрана од се она што ќе следи и што вети дека ќе има и финансиска поддршка и дека ќе има на сите полиња практично поддршка, особено во онај дел, можеби после завршувањето на војната, во тој дел на реставрирање или враќање во нормален живот на граѓаните на Украина. И оттаму нормално дека отиде и кај Полска, претпоставувам да се заблагодари за се она што вие сега го споменавте, затоа што сепак соседите и онаму каде што можат да се движат самите или блискоста практично со дали тоа ќе биде лингвистичка или евентуално некаква си историска блискост, луѓето таму бегаат, таму сакаат да екзистираат и така натаму, и Полска навистина ги отвори вратите. Што све ова значи? Ова е навистина една голема поддршка за Украина, барем јас така гледам, и едноставно тоа значи дека и понатаму напорите на Украина што ги има за да одбрани собствената територија, за евентуално да ја порази онаа војска, онаа сила која што има од Русија, ја ценат и даваат поддршка во тој дел, и гледаме тоа фактички не е само некоја си идеолошка поддршка или да кажеме само морална поддршка, него тука имаме и ефекти, а тоа се практично доставување на голема воена помош која што доаѓа изразена во некакви си тенкови. Еве слушаме дека ќе има можеби борбени авиони, а да не зборуваме за се она што е се она што би било во делот на логистицирање околу водењето на војната, сите оние потрепштини кои што ги имаат самите војници. Меѓу другото, Бајден истакна и рече дека кога Путин ја почна инвазијата пред една година, мислеше дека Украина е слаба, а дека Западот е поделен, но вели Западот помогна во одбрана на Украина со невидена војна, економска и хуманитарна поддршка и секако нагласи дека таа поддршка ќе продолжи и понатаму. Меѓутоа, од друга страна, пак вчера и Путин одржа свое обраќање и нагласи дека всушност Западот е виновен и тој ја почна оваа војна криза. Видете, никој не би започнал конфликт доколку нема реална проценка на состојбите. Сигурно дека руската војска, односно рускиот естаблишмент, да го наречеме, вклучувајќи тука војската нормално, направија претходно добри проценки, направија добри планови кои што покасно низ во текот на самиот тој период на водење на тој борбен дел едноставно се изменуваат, се адаптираат, се аклиматизираат на новонастанатите услови. Сигурно дека тие имаа проценка дека ќе стигне до тоа дека Западот ќе им помага. Не можеме да кажеме дека тие не ја направиле таа проценка. Факт е дека и тука се постигнува одреден ефект. Помеѓу оние примарни цели кои што се сакат да се постигнат, дефинитивно се и секундарните, а секундарни практично е и се она што дополнително ни се случуваше да се покаже дека сепак тие се извор на многу енергенси, на голем дел од храната која што се троши во самата Европа, па и многу пошироко, и дека од многу елементи, односно од многу суровини и од готови производи зависиме од Русија. И тоа се покажа, тој страв кој што го имаше и Европската унија, кој што многу јасно на многу
јасен начин беше изразено дека навистина имаме проблеми. Пред нас беше зимата, која што за среќа испадна навистина пролетна зима, да ја кажеме, пошто немавме толку потреба имаме некоја филозофија од самиот почеток на изразувањето, така да навистина не верувам дека тие не ја направија таа проценка и едноставно придонесоа за тоа зближување на Западот. Меѓутоа, од друга страна пак имаме зближување сега на Русија со останати други сили во светот кои што не се во европскиот континент, така да тоа поларизација продолжува. Можеби тука е таа секундарна цел која што сака да се постигне, која што ние не можеме од оваа позиција да ја прочитаме. Кризите и војните предизвикуваат многу промени кои што сериозно влијаат и врз економската состојба и стабилност на државите. Знаеме дека Западот воведе санкции кон Русија и секако Русија одговори со реципроцитет со задржување на клучните испореки на газ за Европа, потоа имаше проблеми со некои други суровини. Меѓутоа, дали светската економска криза со која што се соочуваме периодов е рефлексија на војната? Дали е тоа вистинската причина? Јас мислам дека не е вистинската причина. Малку е провокативно прашање, дали ќе го одговорам. Не можам да кажам со сигурност, затоа што не суме следел тој дел на ресурси, на се она што ни требало практично во живењето, нити досега некој од нас, оние што навистина не се бават со таа проблематика, нити знаевме дека најголемиот дел од ресурсите практично доаѓаат од Русија или од Украина. Затоа што не е ова само на Русија практично прекин на доставата, него едноставно беа уништени многу постројки кои што водеа, дали тоа газ беше, дали тоа беше нафта или евентуално жито и така натаму, кои што водеа на патиштата за Западот, за сите оние држави, вклучувајќи и нашата држава, да добиеме соодветни суровини, практично да можеме да си го организираме животот понатаму. Прекина сето тоа во еден момент, меѓутоа добро е што многу брзо самата Европа, Европската унија и останатите држави, кои што се аспиранти за влез во Европска унија, како што сме ние, многу брзо се адаптиравме на новите промени и се изнајдоа нови начини од каде да се набавуваат одредени ресурси, така да не се остана без ресурси. Проблемот е што се наметна една економска криза со зголемени цени на сето тоа, меѓутоа сепак ги има ресурсите, односно постојат како такви, можат да се набават. Друго би било сосема поинако приказна би имало доколку прекина и воопшто да ги нема. Тоа е еден навистина голем проблем и да сакате да платите, немате на кого да платите, а сосема друго е дали ќе имате со што да платите. И сега од оние информации кои што постојано ги добивавме и секако сакавме да ги знаеме во однос на војниот конфликт за цела ова година. Јас ќе се повикам на еден извештај од Британското министерство за одбрана, кое што вели дека Русија се повеќе се потпира на платеници во војната со Украина. Дали може да се прекине действувањето на платената војска? Многу тешко. Едноставно би бил одговорот, нели, се доби еден сосема поинаков поглед или едноставно добивме сосема поинаква перцепција за начинот на војувањето. Порано знаевме дека војуваја официјална војска со официјална војска или со сите оние безбедносни сили кои што се во државите. Сега се наметна една сосема друга перцепција или сознание дека веќе имаме и приватни војски. Приватните војски вака се викале или така, дали Вагнер или не знам како се викаат, затоа што на украинска страна не знам како се викаат. Факт е дека екзистираат. Тие едноставно сега се веќе во она жижа на случувањата. Факт е дека тие позиции кои што се основни со соодветна техника ги држат официјалните војски, меѓутоа се она што би било чистење на теренот, предпоставувам дека ги имаат тие војски и тука ќе го бараме практично и нивниот мотив зошто тие се вклучуваат во ваквите активности, затоа што едноставно се она што ќе го добијат како некаков си воен плен е нивни. Така да тоа е мотивот, еден од мотивите, ако постојат повеќе мотиви, нормално има и премногу, да ги наречам, мотиви кои што можеме да ги елаборираме за тоа ако правиме профил на тие борци кои што таму одат, но факт е дека имаме веќе заминување од многу држави, дури повикот од Украина, ако се сеќавате, постоеше повик да сите оние кои што сакаат можат да се приклучат и сега не е јасно, мене не ми е јасно практично дали тие се приклучија кон официјалната војска или евентуално се приклучија токму кон овие платени приватни војски кои што постоеле, ќе постојат можеби и понатаму, но еве имаме веќе и одредени размисли за тоа дали самата една платена војска Вагнер, која што веќе кажува дека ќе отвори свое представништво во Србија, дали ќе биде и евентуално некаква си закана по нашата безбедност, зашто сериозно треба да размислиме.
Така, да, споменавте и нашата безбедност. Со почетокот на војната криза, најчесто поставуваното прашање беше како овој воен конфликт ќе се одрази на другите земји во европски па и светски рамки, па и на нашата држава. Па практично го почувствувавме на сопствена кожа и сега можеме навистина да ги изелаборираме дел од она што го почувствувавме. Целовремено се повикуваме или се оправдуваме со некакви си хибридни закани. Хибридните закани под различно име, под некакво си психолошко, субверзивно делување и така натаму, порано беа како така, сега веќе екзистираат и во тој корпус на хибридни закани едноставно се ставаат сега сите оние девијации кои што имаат навистина трајни последици по самото општество, по општественото живење. И едноставно се испостави дека едноставно хибридните закани се како оправдување, па што можеме ние да направиме, па тоа се хибридни закани. Верувајте дека се она што се пласира од одредена страна, тоа е сепак од човек обмислено, и од оваа страна треба човек да обмисли како да се одбрани. Практично тука многу важно е да ние изградиме еден систем на резилиентност, на отпорност од таквите напади и воопшто не треба да му се плашиме дека тоа биле хибридни закани. Напротив, треба ние на тие хибридни закани со соодветни антихибридни, да ги наречем закани, се уште тој термин нели го нема, меѓутоа ние треба да се спротивставиме. Сето ова предизвика и низа на навистина поместувања на границите на она што е мир, што е војна, што е безбедно, што е закана, така да ќе мора во наредниот период едноставно да се прилагодиме кон новите моменти, да ги разбереме тие така наречени сега барем многу експлоатирани хибридни закани и на тој основ едноставно да се поставиме во функција да се спротивставуваме на се она што е новитет, на нешто што е закана, затоа што дефинитивно, барем јас се надевам дека нема да се повтори воен конфликт помеѓу државите, понатаму, гледајќи ги стравотиите кои што се случуваат на територијата на Украина, него дека понатаму ќе се експлоатираат така наречените хибридни закани. Всушност го начнавте и моето следно прашање. Зачестените сајбер напади со кои што се соочува и нашата земја и кои што сериозно влијаат врз нормалното функционирање на институциите во земјава, најчесто се поврзуваат со војната криза меѓу Русија и Украина. Се уште немаме информации кој стои зад овие сајбер напади. Ја само ќе потврдам дека вчера владата донесе сет мерки со цел подобрување на кибербезбедноста на институциите. Во долг временски период веќе чувствуваме некои си напади кои што се веќе реални, кои што постојат, кои што ни создаваат тензија и кои што едноставно ни го изместуваат на нормално, да го наречеме, живење. Повторувам дека сето тоа го сврстуваме или почна да се употребува тој термин хибридни закани. Хибридни закани како такви не беа познати како закани, односно тие постоеа, меѓутоа не беа ставени во тој корпус на хибридни закани по тоа вело и не би можеле секогаш да се правдаме дека тоа се хибридни закани, ние не можеме тука ништо, конкретно за самите овие дојави за бомби кои што постојат како такви, понатаму упаѓањето во одредени официјални веб сајтови каде што се блокираат, се бараат пари, се уценува, тоа е класичен начин на уцена кој што екзистира како таков, го имаме овде, или низа на други појави кои што ги имавме, јавувања или евентуално стигнување на пораки под називот на МВР или евентуално на УЈП, дека треба некакви податоци да доставиме, не знаеме што понатаму ни се подготвува. Во таа функција ние ќе мора, овие сет мерки можеби се им фактички една капка во море кои што почнуваат понатаму и добро е да почнат да се размислува во делот како ние да се заштитиме од тие напади, затоа што сајбер просторот на вистина ние ќе го откриваме и понатаму. Гледаме дека што све има, веќе имаме и некаква си најава за вештачка интелигенција која што предпоставувам дека многу повеќе ќе пружи од она што може еден човек да го пружи и едноставно ќе се навикнуваме на новиот амбиент. А новиот амбиент е практично да не подклекнуваме на некакви си изговори дека сме немоќни пред некакви си закани. Напротив, изговорот дека ова се хибридни закани, дека не можеме ништо да направиме, треба да се исфрли од нашиот вокабулар, да кажеме дека ние се можеме, дека можеме да се спротивставиме затоа што од таа страна стои човек дефинитивно и од оваа страна ќе стои човек. Во таквата констелација на односи дефинитивно ќе мораме да изградиме еден посебен систем на отпорност на општеството, а тоа мораме да го работиме заеднички и навистина ни требаат вистинските луѓе на вистинските места. Тоа ќе мора да го разбереме во наредниот период.
Разговорот го започнавме со прашањето можен ли е некаков исход од војната криза меѓу Русија и Украина. Никој засега не може да одговори на тоа прашање и всушност ќе заклучиме на самиот крај од разговорот дека светот е повторно пред нов предизвик. Всушност неизвестноста е единствено известно нешто. Да, оваа филозофска мисла навистина некако ме преокупира и мене да размислувам во тој дел. Дефинитивно мене ме плаши друг момент, само ќе бидам многу краток поради времето. Ме плаши друг момент, да не ова има рефлексија врз други држави, гледаме тензии на целата земјина топка, тензии на некакви си многу од поодамна тлеени недоразбирања помеѓу државите заради одредени територии, заради некакви си религиски недоразбирања или евентуално заради некакви идеолошки цели. И можеби се плашам практично да не ова биде и повод и причина за да започнат и други војни, што дефинитивно би довело до некакво си уништување на се она што го имаме досега постигнато, а не сме далеко од тоа да се постигне, особено ако евентуално се употреби, се примени нуклеарното оружје, кое што воопшто не е невозможно, така да повторно невозможното да не стане возможно. Звучи многу страшно, не дај Боже да ни се случи. Ви благодарам многу за гостувањето и беше задоволство. Благодарам и јас.